Отворено студио 1, 14 часот, добар ден и добре дојдовте. Го стартуваме пост-изборно, но и во пресред на доаѓањето на историската, односно посета на папата Франциск, нешто измеѓу, па ќе има од се по нешто во ова отворено студио. Со мене и со колегата Владко Чаловски се вративме во стариот тандем. Да, после нели овие празници се враќаме назад јас и Јана, а што е оно што ќе го гледаме денеска? Како за старт, оно што е вообичаена практика во студиото, ги слушаме изјавите од вчерашното отворено студио, изборно студио кое што започна во 19 часот, заврши некаде на полнок. Со тоа добивме и нов председател, Стево Пендаровски ќе биде председател на Република Северна Македонија, откако во трката ја победи Гордана Силјановска Давкова. Веднаш по овие изјави кои што правевме многу измени вчера во студиото, овде со нас ке седне и Славчо Поповски, имено делови од Македонија се веќе зафатени со непригодни временски услови, но Славчо ќе елаборира малку повеќе што е она што не очекува и во текот на денешниот ден и утре, кога, како што спомна Јана, гостин во Македонија е папата Франциск, првиот државник на Ватикан. Веднаш после овој прв блок, со првото информативно издание во рамките на студиото, Александар Петревски ве дружи за јас и Јана да се вратиме некаде околу 15 и 20 часот. Наш прв гостин е актерот Филип Кипровски. Се сеќавате на Филип Кипровски од она култна серија Умни глави. Малку ќе се подсетиме со него и за тоа, но и она што го работи денес во својата кариера, за потоа да седнеме овде во студиото со колегата Дејан Андоновиќ, со кого ќе разговараме за сите оние случувања во светот, во Европа, па и на Балканот. Јас и Јана ќе се вратиме околу 17 часот овде во студиото, а ќе разговараме со Даријан Сотировски, кој што е прв човек на Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи, а по нашиот дел секако следува забавниот дел во еден познат формат, музичкото талент шоу Звезда број 1, потоа ексклузив и Сергеј Варошлија. За во 19:20 некаде да се дружите со Сашо Ордановски и темите кои што тој ќе ги работи, како и во централниот дневник, а во 21 часот авторската емисија Лица со Анета Кочишки и Сашо Ордановски некаде кај околу 22 часот со последниот блок од студиото и секако затворањето на студиото со последното информативно издание. Така некако ќе се одвива денот. Така е. А сега оно што и Чаловски го најави, претпоставувам и за вас очекувано, ќе направиме една мала ретроспектива на вчерашниот изборен ден, односно отвореното студио 1. Најпрво ќе започнеме со дел, односно со изјава која што Стево Пендаровски ја даде за 1 ТВ, веднаш по прогласувањето на победата во штабот на СДСМ и секако дел од славието, па во продолжение слушаме дел од изјавата на Пендаровски. Во тој момент, кога ќе влезам во кабинетот, сакам веќе да ги имам луѓето кои ќе бидат околу мене и во истиот момент да се приклучам во нашите напори за приклучување кон ЕУ и кон НАТО. НАТО е работела заодена доста и тоа во однос на Европската Унија. Мислам дека треба уште малку дополнително дипломатско лобирање. На дипломатијата и фалат многу амбасадори во дипломатските мрежи. Ќе успеете ли во кратко време пред самитот во јуни со министерот и со премиерот да Најверојатно не, затоа што таму состојбата е срамна. 22 амбасади немаат амбасадор. Немаме амбасадор кај стратешкиот партнер Вашингтон. Немаме амбасадор во НАТО. Да не кажам кај све немаме. 22 ќе направам се, бидејќи сега нема да има потреба да се расправаме како со Иванов до сега, тоа што побрзо да се затвори, ама за јуни не мислам дека ќе можеме да успееме поголем дел од тоа да го затвориме, но ќе работиме преку лето, не е проблем. Како ново председател, дали кој е според вас императивот на внатрешен план во процесот на реформите, што итно оваа влада треба да направи за да успее да го добие посакуваниот старт за преговори за членство со Европската Унија? Да го донесе за стартот за јуни, ако збориме значи на краток рок, мора да го донесе законот за СЈО и да го стави во редовниот обвинителски систем. Без тоа немаме шанси да разговараме за датум за преговори.
двотретинскиот законот. Верувам во ова што го слушам дека се прават максимални напори да се обезбедат 2/3, бидејќи тоа е од интерес за сите. Не само да гони што било порано криминал, него да ги гони и сегашните и идните криминалци. Немате честитки од ВМРО ДПМН, ќе имате ли иницијатива за воспоставување диалог како за СЈО, така и за многу други работи за кои потребен диалог? Јас ќе не мора да честитаат ако не сметаат, меѓутоа моја обврска е како председател на сите. Не мислам дека е тоа блеф или треба да се лажеме околу тоа. Ја ќе им пристапам на нив како на политички субјект за сите битни законски проекти од кои зависи иднината на оваа земја. Ето, тоа беше изјавата на Стево Пендаровски, идниот председател на Република Северна Македонија, но Борјан исто така разговараше синоќа и со лидерот на СДСМ и премиер на државата Зоран Заев, кој што пак рече дека сега реципроцитетно морат да им вратат на граѓаните за оваа поддршка, а тоа значи брза реконструкција внатре во владата. Меѓутоа се она што Заев го рече, го слушаме во продолжение. Прво анализата ме потикнува да мислам како да продолжиме напред со уште по големи чекори. Ние мораме и можеме да му покажеме на нашиот народ вредности кои што се вредни за нивната храброст пред донесувањето на ваквите одлуки кои што за нас значат охрабрување како политичари. Тоа значи да продолжи процесот на реформи, мораме да создадеме здраво општество каде што ќе владее правото и сите вредности на кои што се стремиме да ги имаме како идна членка на НАТО и идна членка на Европската унија. Втората порака е дека мораме да правиме промени внатре. Голем дел од функционерите не ги исполнија задачите. Граѓаните прецизно и многу внимателно ни испратија пораката. Тоа значи за мене брзи промени внатре во владата, во одредени јавни институции, заради тоа што мораме да ги исправиме тие слабости на нашиот административен систем, за да можеме уште поуспешно да излегуваме во пресрет на барањата на граѓаните, но и да ги спроведеме реформите и пред се економскиот стандард брзо мораме да го враќаме. Третиот дел е уште еднаш порака на помирување. Општеството ни е се уште поделено. Јас овие скандинавски, европски избори кои што ги спроведовме, буквално се гордост моја заради демократската зрелост на нашиот народ. И сето тоа уште еднаш ме потикнува да соработувам со опонентите, да соработувам со коалиционите партнери, но да соработувам со сите граѓани, за да можеме да покажеме уште поголеми успеси. Тоа е патот кој што предстои пред нас и јас верувам дека ќе бидеме уште поуспешни, заради тоа што сега сме и поучени од овој изборен процес. Дали имавте контакт телефонски со лидерот на опозицијата Христијан Мицковски, дали разменивте нешто и како следате понатаму? Мислите ли дека оваа промена во функцијата председател и оваа победа која вашиот кандидат ја освои ќе може да подотвори некаква нова врата, некакви нови можности за да се врати политичкиот диалог во кондиција каква што доликува на една демократска држава? Ако се стремиме кон Европа и треба да бидеме европејци, треба да го практикуваме диалогот. На кој пат е тоа тешко, поприлично незгодно, но мораме. Затоа што ако ни е тешко, ќе дојдат други луѓе кои што нема да им е тешко и тоа мораме да го практикуваме. Знаејќи го карактерот на председателот Пендаровски, знам дека верува во тие вредности и верува во брзиот успех на нашата земја. А брзиот успех, меѓу другото, може да биде подпомогнат со отворен диалог, меѓусебно разбирање, заеднички отстапки помеѓу нас, но никако не на штета на интересот на граѓаните. Јас верувам дека тој ќе може да модерира со сите политички чинители во државата, ќе знае добро да не искритикува кога не чиниме, ама ќе знае да не пофали кога ќе правиме ваквите чекори на големина заради граѓаните, заради нашата земја. Со лидерот на опозицијата, господинот Мицковски, се уште додека го давам интервјуто, не сум се слушнал, но веројатно ти имат се уште и пресконференции и слично. Ние имаме отворен диалог, имаме отворен разговор, верувам дека многу брзо, скоро веднаш, ќе почнеме да ги додоговориме процесите за јавно-обвинителскиот систем на нашата земја, заради тоа што уште тоа прашање не е затворено. Во текот на кампањата се направи одреден исчекор помеѓу двете земји за едно многу суштествено прашање, а тоа е едината на предметите. Тоа значи дека јавните обвинители, судиите ќе одлучуваат за едината на предметите, не ние политичарите, па дури не ни законите преку парламентот. Тоа е многу важно. Има ли доближување на меѓу вас и ВМРО ДПМН во однос на новиот закон за јавното обвинителство? За мене тоа е доближување. Секако тоа ти јавно го кажа, се уште
нема писмена потврда на ваквите ставови или барем на работни групи, но не се ни случиле заради тоа што чекавме да завршат изборите, верувам дека ќе се случат, заради тоа што јавниот збор на политичарот и од Мицковски јас го потврдив дека е тоа, дека сме блиску, верувам дека така ќе биде потврдено. Тоа беше едно од најсуштествените отворени прашања за различните стојалишта или гледиште на двете условно да ги кажам страни. Верувам дека за другите прашања ќе го изнајдеме решение. Да, ги слушнавме ставовите на лидерот на СДСМ и премиер Зоран Заев веднаш по прогласувањето на вчерашната победа на Пендаровски, секако за иден на председател на Република Северна Македонија. А како што споменавме, а имавте прилика синоќа да гледате во отвореното студио 1, во текот на целиот ден се сменија многу гости, конкретно кај колегите Александар Чомовски и Јадранка Костова. Имаше исто така различни гости, се анализираше во кој однос ќе треба сега и што се треба да преземе новиот председател на Република Северна Македонија, но и конкретно колку албанските гласови одлучиле во овој однос. По продолжение слушаме и дел од овие изјави. Се однесува до цензусот, за мене тој беше очекуван успех. Бидејќи првиот круг беше многу изедначен и тоа даваше надеж на ВМРО ДПМН дека треба да загне и да се потруди во вториот круг да нагази со надеж дека ќе успее. Значи таа ситна разлика сметаш беше стимулативна за двата штаба? Апсолутно беше. Добро, за првиот штаб, да речем, на Стево Пендаровски, мислам дека тие беа максимално вложени во првиот круг. Меѓутоа, кога видоа ваков резултат, да беше поголем од првиот круг, поголема разлика. Може да ќе оде на бојкот? Можеше да се оди на бојкот. Меѓутоа, Дефинитивно. Ја тоа е моја проценка и уште одма го кажав дека ваквиот тесен резултат ќе ни даде цензус. Тоа е една од работите, а друга е сега се уште гласовите не се пребројани, не можеме ништо да кажеме за кој ќе биде. Ние говориме за дека имаме председател, дефинитивно е. Дека е само од албанските. И јас не мислам, ама ќе мислам ги дека е тоа чуеме. бројот на оние кои што или се дел неопределени, па можеби малку повеќе политички освестени, меѓутоа тука зборувам и за членовите на Социјалдемократскиот сојуз кои што сакаат да ја казнат партијата на власт и дека во овој момент кога партијата направи поголема пропаганда, кога практично одеше и по куќи, си го мобилизираше членството објаснувајќи му ситуацијата и посебно да кажам дека можеби најавената метла можеби имаше влијание на гласањето. Не, мислам дека малку се залетаа тие разочараните во првиот круг, не очекуваа дека таков пат ќе има. И после тоа веќе малце рекоа ова игре, ама може да излезе Може да се приграби. Зборам на лошо, за некого ќе биде добро, се разбира тоа. Доколку утре би се одржале парламентарни избори, ВМРО ДПМН ќе биде победничка партија. Погледнете ја мапата овдека. Тогаш ќе се соочи со главниот политички противник, Социјалдемократскиот сојуз. И на претходните избори бевте победничка партија, но немавте коалициски партнери. Овде ви седи коалициски партнер кој го испуштивте. Беве, а го испуштивте. Не го испуштивме ние. Не го испуштивме ние коалициски партнер. Имате перцепција на гуревизмот кој имаше во последните петелетие еден албанофобски пристап. Не, тоа нема никаква врска. Мислам, можеше да се забележи во текот на кампањата дека такво нешто с краја да е далеко од однесувањето на ВМРО ДПМН. Ако зборуваме принципиелно за, да речам, односот кон клучни национални прашања кои што го засегаат во овој случај мнозинскиот народ и со тоа целата држава за што зборувавме во првиот дел од разговорот, во тој случај тоа е сосема легитимно. Политичката борба во овој момент е насочена на ВМРО ДПМН кон главниот политички противник и ВМРО ДПМН е тука е супериорна по сите прашања. Груби имали потреба од парламентарни избори или влегуваме ли во една фаза на релативна политичка стабилизација, без оглед на слабостите кои ги имате кај коалициско владење во големиот обем на ветување, малата реализација? Па, знаете, ја би направил мала дигресија.
во однос на тоа што го прашавте и професорот претходно, ВМРО навистина може да ги победи изборите, следните парламентарни или било кој, но прашање е дали му ќе може да ја капитализира таа победа преку својот коалицијски капацитет кој што го има во моментов, како што се деси во 2016 година, нели? Во однос на слабата реализација, јас би рекол дека што се однесува на Демократската унија за интеграција, нашата реализација е скоро 100%. Значи, ветивме закон за јазиците, ветивме уставни промени, ветивме НАТО, ветивме решавање на споразумето, ветивме датум за преговори со Европската унија и тоа беа нашите главни ветувања во нашата програма и скоро 100% ги реализиравме. Очекуваме датум за отпочнување на преговори со Европската унија во текот на годинава, да добиеме, со тоа сме реализирале програмата. Остануваат само и проекти, логистички проекти кои што треба исто така да започнат, како што е автопатот Скопје-Блаце, исто така завршувањето на автопатот од Кичево до Охрид и Струга, што ќе заокружи скоро 100% програмата која што ја сме ветиле како Демократска унија за интеграција пред нашите граѓани. Груби, само еден момент, ве молам. Тој дел е ваше дискреционо право. Но допират ли до вас овие критики, криминал, корупција, нефункционална држава, критиките на Хан? Секако дека допират? Тие допираат само на адреса на коалицијските партнери, а вие сте амнестирани од одговорноста за тоа? Не, ние не сме воопшто амнестирани од одговорноста, ние ги адресираме сите тие прашања и најдобро ги адресираат граѓаните. Дуи не изгуби ниту еден глас на овие избори, добивме од 100 до 137 милијади гласови во контото на заедничкиот кандидат. Тоа го вели нашиот аналитички тим денеска, но секако над 100.000 гласови кои што Дуи ги придонесе за вечерашнава победа. Тоа не е загуба, тоа не е критика од страна на нашите граѓани, тоа е препознавање на далекосежните политики на господинот Ахмети, кој што всушност во ова испреплетување на ставови помеѓу двете најголеми македонски политички партии СДСМ и ВМРО ДПМН се појавува како столб на стабилност на државата и константа во сите овие ситуации во кои што се наоѓа нашата држава од 2002 година па се до денеска. Би сакал тука да изразам длабоко жалење. Очекував дека ќе има представник на Алијансата, го најавивте Таравари. Знам зошто не е дојден. Затоа што воопшто не гласаше денеска, затоа што воопшто не гласаше ниту Зијадин Села, затоа што воопшто не гласаше ниту Ремзи Мехмеди, кој што им беше шеф на штаб и е подпредседател на партијата, и затоа што огромното мнозинство на нивното членство не гласаше. Вклучително бев подготвен да му ги прочитам сите тие кои што повикува на бојкот на социјалните мрежи низ целиот овој ден и низ последните 2-3 дена. А последната постава која што седна вчера во студиото со Гордан Недовњак и Ацо Кабранов беа Никола Спасов од рейтинг, како и аналитичарите Ибрахим Мехмети и Мерсел Билјали. Веќе беше завршена работата, веќе се знаеа резултатите, па тие анализира дел од она што можеби доведе до таков резултат и што е она што Пендаровски треба да го направи, да погледнеме. Ја мислам дека требаше да има честитки, особено што и ВМРО ДПМН, како и сите други партии цело време зборува за европски вредности, за тоа дека Македонија припаѓа и дека се стреми кон европските вредности, а вечерва мислам дека победи една европска опција и за мене мислам дека уште е поважно тоа што победи мултиетничката опција, бидејќи имаше такви барем после првиот круг дека ете ја победивме мултиетничката опција, која беше разликата многу мала и мислам дека тоа премногу кусогледо сваќање на реалноста во Македонија, а ова случај вечера мислам дека е добро и за ВМРО во подлог рок, доколку навистина сакаат Македонија да биде една стабилна, цивилизирана, вистинска демократска држава, дека ова е моделот кој што треба да се следи. Не може да биде некој председател само со гласовите на една заедница, било која да е таа, туку овој резултат покажа дека како граѓани сепак
сите граѓани па видовме и според анкетите и според она што се случуваше, според резултатите, барем според тие средини кои што се мешани, дека има гласови кои што оде во односно во прилог на вечерашниот победник и мислам дека тоа е добро за Видина. Спасов, мене ми се чини дека нема потреба од толку триумфализам како што видовме вечер во СДСМ. Победија да, но ова сериозно треба да ги анализираат резултатите, поготово во урбаните, големите градови каде што ги изгубија. Но не ми беше тоа прашањето, туку прашањето ми е почна да вирее она едно општество за сите што е добро од овие избори. Дали можеме да го извлечеме како заклучок тоа? Па да, апсолутно. Мислам да не ги двоиме по етничка, Не, секако дека не треба да ги двоиме по етничка линија, особено не во моменти кога се гласаше за председател. И така натаму не гледам дека сметам дека не треба ни генерално тоа веќе се прави. Мислам дека може некој да зборува дека тоа биле гласови на ДУИ, гласови на овие, на оние контингенти од секаде, и тоа е веројатно делумно точно, меѓутоа она што е важно и не треба да го забораваме дека сепак во последните години се градеше таа приказна на едно општество од страна на актуелната власт, од СДСМ, од Заев. И мислам дека тоа постави една основа да се добие ваков голем резултат или ваква голема поддршка од албанците во вториот круг. Мислам дека ВМРО-ДПМН со својата политика успеа да го потикне национализмот и да на некој начин ги потикне револтот кај македонските гласачи. Секако тука има и големи... Тоа мислиш на првиот круг? На првиот круг. Секако тука има нормално и голем придонес и дел од политиките од кои што беа разочарани граѓаните од власта. Меѓутоа тоа докажа колку тоа многу чини во вториот круг. Што значи дека таа моноетнички тој пристап каде што не сакаат ексклузивно право над македонските гласови да обезбедат, се покажува дека многу тешко ќе биде одржливо на долг рок, ова што го каже и колегата. И така да мислам дека од тој аспект се покажа дека таа политика сепак не е далеко од погрешна. Мислам дека и Пендаровски и владата генерално беа конзистентни во пораките кон сите етнички заедници. Не само сега во кампањата, туку во периодот во кој нели ни претходеше и така натаму. И тоа на некој начин го ефектуира, односно го извлекува како придобивка на самите избори. Мислам дека тоа е добро за Македонија. Мислам дека апсолутно треба да се продолжи за принципот на однапред коалицирање, па дури можеби на некои други избори, зашто не. Мислам дека треба да се напушти тезата дека треба да се делат граѓаните етнички. И тоа, мислам, во крајна линија тоа е здраво во насоката во која што се развиваме како земја. И така треба да биде. Освен изборните математики и новиот председател, граѓаните сигурно ги интересираат и временските прилики, односно Славчо неприлики денеска. Добар ден, добре дојде. Така некако може да се каже, добар ден. Да, она што е како последна информација е нели дека делови од Скопје се зафатени од силно невреме, меѓутоа ти соопшти дека има и невреме и во Куманово. Куманово, да. Сега најновите информации кои ги добив јас, има невреме во Кумановско, како и во Скопскиот регион, особено во централното градско подрачје, каде има развојна нестабилност, пороен дожд, како и интензивни врнежи од град, кои се со големина на лешник, барем со сегашните информации. Па така. Зборуваме за центар, рече, во така или централното градско подрачје, така е, да. Ова е Ален Славчо циклонот? Да. Така е. Што сите ги интересира за тоа каков ќе биде денот, можеби утре. Да. До крајот на денот. Тоа што ќе бидеме на отворено цел ден. Да. Значи да започнеме прво до крајот на денов. Локално се уште ќе има развојна нестабилна облачност, проследена со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално ќе има услови за појава секако на невреме, проследено со интензивен пороен дожд, грмежи, како и со појава на град, додека пак во текот на оваа ноќ, кон утрешниот ден, поради спуштање на нешто постудена воздушна маса, значително постудена воздушна маса, на повисоките планини над 1500 метри, врнежите од дожд ќе поминат во врнежи од снег, со што ќе има услови за формирање на нова снежна покривка, како тоа што го имавме и во Хрватска во текот на утрешниот ден, како и во Словенија, но и во Босна
Босна и Херцеговина. Значи целиот регион е од овој циклон. Така а оно што праша Чаловски, што да очекуваме утре, во текот на бидејќи папата утрешниот Франциск ден, ни доаѓа. да, за време на кога не е во гостување папата Франциск, значи очекуваме променливо облачно време со сончеви периоди, но очекуваме и локални послаби врнежи од дожд и снег на планините, што значи во текот на утрешниот ден не очекуваме некои интензивни врнежи за разлика од Значи ќе нема невреме како од денешен утре тип. не, се намалуваат шансите за невреме и тоа поради заладувањето и падот на температурите. И тоа што треба да го напоменеме во текот на утрото кон среда, значи во текот на ноќта кон среда и утрото во среда ќе биде особено студено и тоа поради разведрувањето и поради на тамошниот продор на значително постудената воздушна маса од север, па така на некои места температурите ќе се спуштат и под нулата, односно истите ќе се спуштат во интервалот од -3 до 5, па така на земјоделците им препорачуваме со време да се ги заштитат своите земјоделски култури и посеви од опасното од замрзнување. Значи минусни температури во мај. Да. Добро. Тоа е тоа и за крај од среда па натаму очекуваме позначителен пораст на температурите и постабилно време. И за викенд убаво време, Да се надеваме. Па за сега така е нешто, но за најнови информации во текот на следните изданија на временската прогноза. Ти благодариме. И благодарам и на вас. Уште еднаш што беше во студиото, јас и Јана овде се одјавуваме. Следува првото информативно издание во рамките на студиото со Александар Петрески. Се враќаме околу 15 часот и 20 минути.